Само што почна, дождот ја прекина есенската сеидба. Поради врнежите, наместо на нива, земјоделците и нивната механизација останаа дома. За неколку дена тие успеа да обработат само половина од површините предвидени за сеидба. Нешто припремивме, нешто не стопира, дождот, времето не стопира. Моментално 50% е насијано, 50% не е. Значи, јас имам 40 декари, негде околу 20 декари имам насијано со јачмен. Чиниците уште не сум ја насијал. Одат тракторите да орат, ама не може да орат, отие мокро. Тај прошлиот дожд што беше и на кисната земјата и не може да се извади. Ова значи дека сега раците им се врзани, поради што сеидбата на јачмен и пченица годинава ќе доцни. Ако врне овака за овие 2 дена, рачуни дека нема да биде кој што треба на време. Може касне за месец време или 15 дена месец време ќе касне. Сепак, неповолните временски услови во моментов најверојатно нема да влијаат врз родот и квалитетот на житото. Треба да поникне добро. Влага има доволно у почвата, треба убаво да поникне. Надеваме се, да, надеваме се дека добро ќе поникне. Според прогнозите, дождовите би требало да прекинат за 2 дена, што значи дека за најмногу една недела земјоделците повторно ќе бидат на нивите. Сепак, родот им зависи од времето, па за доцнецата сеидба да заврши со добра жетва, на земјоделците им е потребна блага зима. Најдобро е да има едно не толку ниски температури, но дека има врнежи од снег, така дека самите врнежи од снег ќе бидат многу идеални за самите посеви, бидејќи ќе имате една блага покривка која ќе допринесе на влагата да навлезе во почвата и така да има еден добар развиток на растенијата. Инаку, поради дождовите е прекината и жетвата на оризот во општината Чешиново-Облешево, додека во Виничко не е ниту почната.